Dvajca Kočančani i jedan Skopjanec su uapseni во голема полицијска акција која вчера и денес се спроведуваше во овој дел на државата и на граничниот премин Блаце. Предмет на полицијски интерес беа така наречените шверцери на лажни азиланти кои за пари организирале превоз на граѓани од истокот во европскиот запад. Станува збор за лицата со иницијали ИА и ВМ на возраст од 41, односно 34 години од Кочани и 35 годишни од РИ од Скопје. Успеавме да обезбедиме докази врз основа на кои пристапивме кон приведување на лицата за кои се сомневаме дека биле организатори на ваквиот транспорт. Групата работела на територијата на Штип, Пехчево, Кочани и Виница. Овде пронаоѓала потенцијални баратели на азил и организирано од сиромашниот исток ги носеле во богатиот запад, најчесто во Германија. Начинот на кој тие работеле е претходно анимирање на лица за кои сметале дека припаѓаат на ранливи категории, кои можеби се заинтересирани за добивање на азил во некоја од западноевропските земји. Местото на надеж бил граничниот премин Блаце, каде илегално се минувала границата меѓу Блаце и Хани Елези од косовска страна, пешки или со комбе марка Рено со германска регистрација. Инфлагранти со 6 потенцијални азиланти од Пехчево, шверцерите полицијата ги фатила вчера во селото Блаце во обид пешки да стигнат од Македонија во Косово. Истрагата покажала дека за услугата потенцијалните азиланти на организаторите им плаќале по околу 1000 евра. Во конкретниот случај, секој од патниците дал по 300 евра на тргнување, а останатите 850 требало да ги дадат по пристигнувањето во Германија. На сите инволвирани во случајот им се одземени пасошите, а полициската истрага дополнително треба да утврди колкумина од визната либерализација досега биле пренесени во Европа, но и кои колку други учествувале во нивниот транспорт. Се предпоставува дека се работи за поголема група на луѓе која на шверцерите им овозможила профит од илјадници евра.